Поради страф и закани од убиецот на татко му, прво оделенец, веќе втора недела не оди на училиште, тврди неговата баба, која воедно е назначена и за негов старател. Заканите почнале уште додека тој бил во затвор и дома доаѓал само на викенд, но особено силни станале откако пред време му завршила затворската казна. Ако ти и баба ти ја земете земјата на синот Мартин, ќе ви ја сркнем крвта и на тебе и на баба ти. А на 6-ти детето са бајлето кога оде на школо, исто па излегнал пред детето и детето се врна плачејки и од 6-ти до денеска не е детето на школа. Освен на детето, виновникот за смртта на неговиот татко се заканувал и на други членови на семејството. Одам кај ќерка ми и он ми се зафалува, а ја одам со стапови. И он ми се зафалува, вози го тракторот и ми се зафалува дека ќе ми уништи и мене. И внучето, и цела фамилија. И што треба да кажам више? Станува збор за случајот од пред 4 години кога во Спанчево со удар од метални клешти во пределот на главата беше убиен Даниел Костов. Тогаш виновникот беше осуден на 6 години затвор, но на слобода излегува 2,5 години порано. Кој може на него да има амнестија? Него следува амнестија, што кажа и пред владата и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски кажа за убийци нема амнестија, а него кој го пушти? Двете семејства живеат непосредно едни до други и честите средби меѓу нив се неизбежни. За заканите Костови помош побарале во Центарот за социјални грижи за да го заштитат детето и побарале забрана за пристап. Од полицијата информираат дека пријава за закани до нив има и дека во моментот работат на утврдување на фактичката состојба.